Добро утро, добар ден, пријатели, роднини, колеги, колешки, ученици, мои драги, најсакани. Денешна емисија, како и секој ден, че ја снимам во планина. Денеска во емисијата ми гостува моето мало другарче. Може да ми биде учениче според возраста, ама настаза може да ми биде пример професор тој мене, така? Јас да бидам ученик, така? И сето тоа. Кико Скилеро. Здраво, здраво. Поздрав до Кико Скилеро. Сигурно имате видено на видеата од другиот канал, од кај колегава, знаете, момијава. Бобан Митрејски, да. Ги имате видено како вози, нема се што да го представам, јас овде сигурно го имате видено и сето тоа. Накратко да кажам, дури се тука дечките, овие од продукција, само зад студиово што се знаеш, што снима од таму, од другата страна што гледа. Михаел Твист, поздрав. Компјутерница, најдобрата во Прилеп. Од таму си купувам се и се што, значи Домбалчето пазари од кај Твисто, да знаете. Тука ни е докторчето, ветеринарно. Поздрав до екипата. Градската легенда, што вика Бобио локалната, Локалната легенда, да. Имате поздрав од Филипче, имате од Твисто. Се брза. Филипче се врза за на работа и мора од 9 сатови на работа, сега 8 и колку? 8 и 20, па ова сум заборал да стопирам. Сакавме само едно да кажеме за Филипче. Абе ти Владче, како можеше бе сине ти тоа да го направиш? Сега Филипче овде ми кажува, гумава моја што си ми ја дал, моментално моја, претходно бивша твоја, била на од Филипче татко му, тој ти ја дал за поклон. Како можеш такво нешто да направиш бе, а? Еве ја гумата. Така е Филипче? Така е, поклон беше, ама ја даде. Дали поклон, Владче, кажи ти, вампир еден, дали поклон се продава? Кажи ми. Кажи му и на други бе. Филипче, постави го и ти исто да прашање. Нека кажи кумо мој, ете. Куме Златен, како може поклон така да правиш? Да кажеш во коментар или во живо кога ќе се сретнеме на кафе, да си даеш кафе и сето тоа. Си даде некнима пак да си даеш оти вакви перески работи правиш. И ту две да си даеш, да. Да. Ги спрајчаме Филипче и Михаел Твист. Одамна го немавме ласкарчето видено. Ти такму на Михаелко возевме порано, брат? Кога купив бајко по првин, со него почнав најмногу. Да. Со него се најдувавме, тој беше најслободен од сите и само тој возеше и мислев дека детето браво за детето, само тој вози, брат, никој не вози, она. А си јас и тој само бевме, мислев. Новото точаче од Филипче. Запознајте се. Ќе се видиме за кратко. Кој ако не Филипче од Маркови Токчакчи нормално. Најспектакуларната свадба ја направи, се верува. Со точац излезе и Филипче, и невестата, и Стефче шо беше брат на свадбата? Ништо, гостин беше. Гостин беше, ама многу јако дојде со точаците на китени се до тоа. Да се памти се во историјата, ова вие сите медиуми треба да го давате таму на вестите или да пишувате стати, не знам што, а не онде политики да ми кажувате цело време. Не знам, ова и така, ова и онака. Вие бе бугарите, да ви го имам цело племе, да ви имам цела нација, бави се, бави Македонија ги не заемате, а? Ај сега ги кажам накратко да ги избратам пријателчината. Тамане ово, да? Да, супер си. Кај застанавме кај медиумите. Абе, народа мора го пореметивте, шо правите, абе, поднамалете малце. Не знам кој, овај си степал, онај го избодил, онај дрога се нашло, не знам колку хероин, не знам колку треба, се степале Прилепчанец, Битолчанец, не знам во Скопје се пукале, Бугарија нешто името, не знам шо, не знам, в уставо ја ни влегва. Грција се запна, во која беше 2016-17, името не му чинело, не му одговарано, за влез ние во НАТО, името си го сменивме. Од Македонија, Северна Македонија. Тоа се случи што случи. Сега, шо сме му криви на Бугарија, Шо е се работава со Бугарија?
Шо сега и тие нешто, ај се овие може да ме грциве, се ај бугариве нешто. Во не знам што кажува, немало јазик во 48-та. Ами како се зборувало претходно бе? А? Шо во 48-та? Шо вие овде сте биле и шо кажувате дека тука? Да бе решом сте правиле море овде. Најмногу македонскиот народ прател од вас од бугарите. Како во 48 година постоело, како во 45 година е кодифициран македонскиот јазик. И е прогласен за валиден. Никако тие пред 3 години претходно како се зборувало. Монголски? Да ви ебам закочаните, да ви знаевам, не убаво вака се на камера да карам, ама ептен ме нервирате вече. Ептен ме нервирате. Шо сега, и ова парче малце земја шо ни го ставите Македонија и то сакате да го доземите? Кој се сега следни? Косово? Албанија? Кој? Србија? Шо сакате фазло од нас? Ај брат, да не се оптеретувам со негативна енергија. Кој веба? Да не бидам вулгарен и некултурен пред камера и сето то. Ичен вака, да. Ама многу ме фаќа нервозен. Друго што ќе кажам. Најде дека сето то. Покрај што сум и наставник и фитнес тренер сум, ден од денес, кај што гледате, ми започнува дома јадев омлет и сега ужинка ми е бананата. Сега сакам нешто да кажам за луѓето со покачена телесна маса и луѓето кои им недостига мускулна или телесна маса. Односно, оние дебелите и оние слабите, што би ги нарекле по народски, така мој? Мојавето ми е, нема човек кој не може да успее во нешто. Дали сака да ослаби, дали да сака да се здебели. Сега пример, сакаш да ослабиш и идиш теретана и сега ти ми викаш, мене сам да ме вежбаш да ослабам. Јас прво што ти кажувам, ти викам брат, се е до исхраната. Значи 80% ти е се до исхраната. Значи 80% е исхраната, 10% е тренингов, 10% ти е одмор и спијањето. Кој да ми дојде мене в теретана, кој да побара помош од мене и сето то. Јас вака му велам. Ако не пратиш исхрана, брат, јас 100% да ти дам на тренинг, сето е џабе. Тие што сакате да ослабите, кратко и јасно, само да скратам. Дефицит, калориски дефицит. И тоа е то. Значи нема отстапки, значи не јас не го кажувам то, тоа е наука, значи тоа е факт, не е од сега кажано. За тој што сака да се здебели, суфицит, калориски суфицит. Значи што значи сега да објаснам дефицит и суфицит? Човечкото тело во 24 часа троши одредена количина на калории. Во рест позиција правиме муавет. Доколку спортува прави нешто вонредни активности, значи шо и да е, значи дали оди в теретана или нешто рекреативно тренира, вежба и сето тоа, тие се дополнителни калории. Завлезиш ти во калориски дефицит. Трошиш да речеме 2500 калории, ај пример јас толку трошам. Во рест позиција трошам околу 1700 и уште са бајлеч извозам, че потрошам 400-500 калории, после еден тренинг ќе направам и околу 2500 ми се собира. Јас денеска ќе влезам 2000 калории, ќе бидам 500 калории во дефицит. Така јас, ако продолжам секој ден истото темпо, јас ќе слабеам. 7700 калории се еднакво на 1 кило. И немој да ме зафркавате в теретана да ми идите и да ми речите јас не можам да ослабам или не можам да се здебелам. Значи тоа не постои. Нема ништо што не можеш. Исто и за калорискиот суфицит. Ако трошам 2500 калории, за да влезам во калориски суфицит, треба да внесам 3000 калории, со што ќе бидам 500 калории во суфицит. Не разбирате? Значи многу јасно и едноставно. Значи кој пробал знае. И сето тоа. Сега, да скратиме се со сето ова, ќе премениме нормално да си направиме муавет со Кико Скилеро, со кој ако не тука денеска сме дојдени заедно да се подружиме. Многу позитивно детенце. Байкер страшен пред се и сето тоа. Со Кико се знаеме покрај Бобио, покрај Бобио се знаеме. Значи покрај Бобио, поздрав до него. Побрзо да ми оздрави, нормално. Тоа е позитивата моја. Запознав многу луѓе, да.
Кико се издвојува од сите тие како едно дете што ме поштова, што има позитивна енергија и баш ми е мило за сето тоа. Така мој? Така. По пат дури идевме, си правевме муавет како Кико почина да вози, зашо почна да вози, кога му се појави љубов со сточаците за планината. И сето тоа може да ви кажи слободно самија сега. И накратко да. Да, не донесен екскурзија долу на Старава стаза и тоаш прв пат се качивме, другарче падна. Кој дедање беше тоа, брат? Значи иначе Кико сега е... Седмо негде, девето. Сега си девето, така? И брат, падна Заврши, другарче. значи сега е полуматурант. Да. Јас му бев на 9 класен, да. Значи, сум можел да тебе да ти видам кога да предава повде. И си тоа. И брат, падна другарчево, не скрши клучната, изглова, после се нема вкачено на стаза. Се одржа тркава, се качив, видов што е како е. А тоа е ша точак имаше? Килиманџарото. Аха, Килиманџаро, прв точак ти имаш тој, така? И после почнав да возам и дојде другава трка. И точако и јас не бев среен, и точако за ова. И го средивме со јаш ето А нешто. Килиманџарото беше хартел? Хартрел. Така, да. Го средивме ова. И брат се тркав. Научив многу, значи искуство многу убаво. Искрено, Аце Стајковски ми рече. Оди рече, трка и се рече, уди искуство и рече, нема палубо, тека чувате, спуштаме, вика цела време, нема чигале. И брат затоа се пријавив, иначе не е во план. Така, така. И така, да. А се плаќаше нешто конзумација и сето тоа? Мислам, брат, дека се плаќаше од други градови. Ние, пример, што бевме од градов и што бевме на стаза, што работевме, не плаќавме ништо. Така. И после тоа, брат, на трката шо време изваде први обид? 4:17 паднав. 4:17 со паѓање, да? 3:55. На 30:55 на трката, пред тоа на квалификација. Да. Така. Добро, после што се случува, брат? После, брат, ништо си го Ендурото си возеше така цело време. Не, ендурото, брат. Не го возеш ич? Целце ми е еднаш пуштена во живот, а ендуро ми е 5-6 пати максимум. Што зборуваш? Да, само на стаза сум, не старата долу. Што зборуваш? Толку, брат, само на тие стази сум возен и нема ништо друго возен. Многу интересно. И после кога продолжуваш? После, брат, си го купив Коменшало и сега сум со него. Почнав да возам малце по-сериозно, по-добар точак се. Така. Гледаш колку си понапред со новиот точак? Да. Се сиди, брат, само по точако, пример. Јас 150% од 100 му вадев на Килиманџаро. Значи, сакаш да кажеш дека многу е важно колку поспремен точак ти и човекот исто така поспремен. Да. Нормално се. Ама се пак прво е до возач, да, така? ама пак се е до возач. И сето тоа. Да му кажеме на мајко бачиме за тркава нешто која ќе се организира. Што ќе се организира? Во септември беше трката? Мислам дека во септември. Да. Од прилика септември ќе биде трката, не знаеме кој датум. Ќе има пријавени сигурно од Битола бајкерчина, кои секоја година, така? Да. Секој бевме Златибор, рекоја дека и некои дечки може да дојдат и од таму, од Србија. Баш ќе биде кул да дојде некој од таму. Да, супер, ќе се запознаеме. Од Бугарија може некој да дојде, така? Бугарија, да, што се. Лани немаше еден од Бугарија? Имаше двајца од Бугарија? Двајца имаше и Тој не извадени од Бугарија најдобро место на на стазата? Да, многу добар. Тој воше возеше? Во елит? Не знам што возеше. Во елит мислам, да. Со Давид беше. Давид што не знам извади? што возеше. Давид беше трето најдобро време на стазата. А по второ? Второ Бобан од Битола мислам беше. Боби? Сервисеро? Не, Бобан со Нипров што е. Аха. Не знам како. Зелен беше? Не, со црн. Црн. Така. Топ. Што треба? Што е најважно? Ако може нешто, некој багерче да си врли, некоја мотика, да си врли некоја казма, што и да е со цел да се помогне нешто да направиме. Еве јас ќе помогнам, ќе дојдам еден ден и ќе снимам видео и сето тоа. Баш сакам и да бидам кој ќе биде овде денот трката. Може да се тркам и ништо чудно, а? Да, бе, може да се тркам, ама ништо не ветувам, не се знае да од типот правевме муавет, му кажав на Кикзада дека
наставник по физичко, сум фитнес тренер и многу работи зависат од мене, значи 2 работи работам и сум многу активен, така да ако нешто шо и да се случи без разлика. Јас не страхувам многу тоа, знам многу луѓе, на најмногу Бобио, најмногу има искусено, пошто најмногу имам возено. И само се случува, да, никогаш не можеш да знаеш и секогаш мораш како од почеток, така и до крај да извозиш стазата со 100% концентрација, фокус и сето тоа. Значи, што сакав да кажам? Да се помогни некако, бе. Кратко, јасно, кажано, да се помогни некако. Да. Кој може да дојде да копни нешто да донеси, извинувам, точак, да донеси, пример, делчина некој да донеси, шо има, травчина, мавчина, гума некој ако може да се фрли од бајк шо поиве, така, пример да има за трката и сето тоа, да не се усрамиме, ви такнува. Секој може да од спонзорите да си фрли по нешто, си донеси, долу штанчина си се наместат, горе штанчина си се наместат и да види како онака кул да види, брат, да. Бај парк топташ да се величи, да стане име онака, знаеш како да види како водно веќе, и такнува. Да. Да идат луѓе, да се направи сето тоа, имаме една добра визија тука нешто да се направи, ама нема кој да вложи, пример, јас немам да го балирам. Да се направи на жичара, брат, од оздола догоре, така? Зошто и овде некој кафуле се направи струја вода, пример, да се донеси со општината, нешто да се зборни, некој проект да се направи. Баш би било онака, убајни би било, брат, за сите, не само за мене и за сите, сето тоа, така? Тоа е тоа. Ако може да помогнете, помогнете. Ако не, пак ние ќе сработиме нешто, ќе се трудиме. Спортот, пример, во Прилеп, во Македонија, да окрениме на највисоко ниво. Нормално, јас сум и во комисија за спорт. И најмногу што се трудам, наставник сум по физичко, сите знаете, фитнес тренери. Сето тоа многу ми е важен спортот, пример, да обстои во Македонија и многу баш ми е мило, пример, кој ќе видам од Македонија некој кој ќе освои еве кој на Олимпијада сега што оди овој каратиста што одеше долго време што го вадеа така од Скопје како се викаше, го заборев, нема врска. Баш ми е мило некој кој ќе појди странство. Пример со фудбало, баш ми беше мило со фудбало, колку се радував со фудбало, брат, Джими се кеф ми беше, прв пат стигнавме до таму сега кај што бевме. И сето тоа. Најважно што ми е, значи спорто, во младите и нината, ностоп тоа го кажувам и го објавам и на Facebook на видеа, кажувам и на YouTube. Значи во младите и нината е како Кико, како Јошето, како... Значи сите помали, да не ги набројам и така натаму. Значи тие можат од мали нозе се развива моториката. Кога ја остариш, ако немаш моторика, е почни настарот да вежбаш, немаш моторика, нема ни движење да имаш, ни ништо нема да имаш, нема една вежба основна ја знаеш. Пример, така? Да. Исчекор нема да знаеш да направиш, ако немаш претходна моторика. Што значи тоа моторика? Ако немаш брзина, ако немаш координација, стабилност, така, сила, експлозивна сила, експлозивна брзина и сето тоа, така? Ќе привршиме со влогот, да не биде многу долго видеото. Оти сите ми вика многу долги видеа снимаш, ама што да правам, кој ќе се зборувам, па не можам да запрам, така? А дури да почнам ми е многу тешко, вака убајни ми е на планета, пример сончев ден, сето прекрасно, и убајни. Бидете поздравени, ние ќе си поседиме со Кико Скилеро, ќе си помуабетиме во овој убав сончев ден и ќе одиме да се спуштиме, па може ќе снимиме нешто, може Кико ќе ме снимиме, не може јас него. И сето тоа. Се гледаме. Поздрав до сите, а? Чувајте се, се најдобро. Чао, чао. Чао. Еј, шо е вака, бе? Шо е вака, бе? Магија. А? Еј, магија, друга. Ако ви се бендисувам, кажете нешто во коментар, така? Нова фризурче имам, нормално, бе, нормално, тоа го заборав да го кажам. Фала многу, знам дека зум, така? It's all good, baby. Сега вака, ќе ви ја покажеме стазата. Кико и Јошето работеа. Сега пред некој ден ја средуваја, ќе ја видите накратко, во позадина ќе има музиче. Ево. Не слазичат. Не средено. Може ми треба.
You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all in my fantasy? Where are you now? Were you only imaginary? Where are you now? At Venice, under the sea, under the sea. Where are you now? Another dream. The monsters running wild inside of me. I'm faded. I'm faded. So lost. I'm faded. I'm faded. So lost. I'm faded. These shallow waters never met what I needed. I'm letting go a deeper dive. Eternal silence of the sea. I'm breathing alive. Where are you now? Where are you now? Under the bright but faded lights, you set my heart on fire. Where are you now? Where are you now? Where are you now? At Venice, under the sea, under the sea. Where are you now? Another dream. The monsters running wild inside of me. I'm faded. I'm faded. So lost. I'm faded. I'm faded. So lost. I'm faded. Видите, маленько камерче сте? Да. Да, супер. Сега одиме на еден лав спуст, така. Полека да излазиме. С инструктор, не минали това така. Трябва полека да го бумбало не ще снимам. Няма да ви бега. Но е много полека.
ама си. Само ми е ono za pedali strafi, znaš, čuka to će ako. Нали сме страфни да не му разсипаме ще по-лека. Ja sam rekao bavim šumno. Не бе. Не бе брат, ако бавен супер си ти. Ovdje Igor kaže što ti je da će na pamet na to rekao. Možno. Има брат, много трябва ние изсреден. А не сме точно браво. Много брат, не без мача ли си мрете. Kako? Daneska? Da. Super. Tečko je brат. Što je ova ovca? Kako? Što vidiš? Gumata. Koji će mene uvijek. Nije se ja vrat, ja napravim šo. Na brzinu. Nosiš lepenčino? Ili gumi nosiš drugi? Ne, gumata će klanjati direkt. Da, vrat. Ajde smo po 5 minuti. A, super. Ajde, vrat. Teri. Pezzi in giro panno. Cavolo di volevo. Mi sembra
Стига, варде. Не трябва на лапка ми се да влезем. Какво? Не да слушам. Да пробваш, брат. Кой това? Айде, брат. Го сакаш на му наравно, на по-обой. Не най-извази се. Да не го надиш, брат. Направи някаква финта. Не бе, това финка да не това. Сега навик от той нови. Я мога да варя. Кай, оди. Ей, каква е разликата, брат. Тамане е камен? Амен. Добре. Ей, шуго е. Знаеш дека е добър много Тачаков? Да, бе, добър е много. Кай от шуго, това повода. Скапни много да видите да направим мир. Хубаво е да чакам, добре. Знаеш дека го неам вака правилно Тачаков твој настаза, многу убав. Да, видиш. Ја мислев дека не е тоа дека е лесен. Много спремен байкер. Да. Ја мислев дека е полесен, брат. Не е много лесен, брат. Таман си. Да. Dobra, Majko. Ostatni liść. Trochę spija. Dajmy mocno prosto. Ej, siła wywrotacza. Ima een zero. Hier pala je vozi. Da, ne kada. Kamo, čukalo da. Не, имаше, трябва. За малко ще падне. Готово, брат. О. Да, гледаш? Брат, Тачак, онака започерпни се, знаеш како супер е. Вози си бързо, терай бързо. Не бе, брат, толкова јас полека си возам. Не ми е навикнат и мене Тачаков.
Ajde, teraj, prof. Teraj, bе, brate, da snimam, jaz pa neka vozim. Ajde, vodi. Čudno je, Mar. Čudno je, brate. Zdravo. Najko mu rado preklikal skile. Naj še mu naprej, brate. Svesta moja zemlja.